Почитуван мандатар, почитувани имни членови за министри во владата, почитувани колеги и колешки пратеници, македонска јавност, почитувана колешка Петровска. Убавината на парламентарната демократија е, прочем, да можеме да дебатираме, но и да размениме аргументи. Аргументите се поврзани со реалноста, а вас реалноста ве демантира. Впрочем, кога ќе погледнете со кој го делите местото во опозицијата, фактите се следни. Вашиот мандат го одбележа исклучително лошата здравствена политика, каде што лицето кое што седи впрочем до вас, го одбележа мандатот со огромниот скандал во онкологија, голем број на изгубени човечки животи, лица кои што до денес молат за лек заради нивната ретка болест. Или пак најнеуспешниот министер за транспорт, кој што замислете, Петровецка Тланово делницата, му беше потребно скоро 7 години да изгради 5 километри автопат. Навистина ќе влезе во рекордот на политичката, во неговата политичко действување. Да продолжам понатака, вие сте во друштво на најнеуспешниот министер, па најверојатно за се, министер за корупција, а подослно за земјоделие, каде што го уништи земјоделието, е девастиран земјоделскиот труд, а од друга страна неговиот мандат, замислете, го одбележа запленувањето на путерот со истечен рок. Тоа се отприлика резултатите во делот на корупцијата. Навистина се надевам дека ќе имате доблест, како што, впрочем, и признавате во вашето интервју, кое што го имате дадено во рамките на вашата активност за политички лидер во вашата партија, е дека навистина оставате распад на системот, правно, апсолутно не успеавте, како велите, да испорачате реформи во судството и се надевам во оваа внатрешна битка дека ќе успеете и политички да се реформирате, а потоа да се приклучите во работата на владата за конечно барем малку да придонесете во навистина подобрување на животниот стандард на граѓаните. Да ве потсетам, во Македонија се уште за жал имаме повеќе од пола милион граѓани кои што живеат со 120 денари на ден. А за жените, па ве молам, ВМРО-ДПМН ја поддржа првата жена кандидатка за председател на Македонија и денеска гордо можеме сите да кажеме дека имаме жена председател. Ви благодарам.